Концепт Соина е интерактивна емисија во која авторката и водител Иванка Додовска разработува актуелни теми од современото македонско општество. Емисијата има за цел да прерасне во вистинска работилница на знаење и размена на искуство од областа на политиката, образованието, историјата, религијата и безбедноста, кои ќе имаат позитивно влијание врз развивањето и унапредувањето на општествениот диалог кај слушателите. Концепт Соина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели, вие сте на Радио Брановите на Радио Слободна Македонија. Ова е Концепт Соина. Јас сум вашиот автор и водител на емисијата доктор Иванка Додовска и денеска, како и секој понеделник во истото време од 17 часот почнуваме со развојните концепти и со размислувањата кои што ќе ги размениме заедно со вас. За разлика од минатата недела, оваа недела во студиото со мене е мојот почитуван колега, председателот на Институтот Республика Александар Дамјановски, македонски политолог, представник на помладата генерација на македонски политиколози кои што навистина во овие турбулентни времиња како млада популација и како луѓе кои како представник на оној дел од општеството кое што ги представува она либерална линија, она свежина, она навистина млада македонска интелектуална пролет, има и тоа како многу да каже во однос на актуелните општествено-политички збеднувања во државата и секако мене ми е особено значајно да го слушнеме зборот на моите помлади колеги, бидејќи видовме дека во изминатиот период се и секој успеа да се дограби до микрофонот и се што да искаже пред насобраните граѓани. Она што ви го кажав и минатата недела и кое особено ме засегна и не можам да не реагирам, тоа е потребата да се делиме на мои, твои, наши и ваши, она што ми пречи и кое што постојано го кажуваме дека македонските граѓани не смеат да се разединат во овие турбулентни времиња и треба да останеме сплотени во однос на генералната линија која што не поврзува сите, а тоа се идентитетските прашања, националната кауза врз која што се темели унитарниот карактер на Република Македонија, како и стратешките интереси на македонските граѓани, тоест ЕУ и НАТО интеграциите, во ниеден случај политичката опција или политичкото незадоволство, верувам дека ќе се согласите со мене, не може да биде реперот по кој што ние ќе ги цениме или ќе ги сакаме своите сограѓани, едноставно како што веќе многу пати досега мислам дека ви дадов на знаење за мене како индивидуа, сите граѓани се исти и подеднакво ги почитувам и верувам во демократскиот капацитет на граѓаните, верувам во добрата мисла со која што навистина и оние од едниот и оние од другиот блок сакаат да дојдат до одредени поенти, но секако дека тоа може да биде многу успешно доколку навистина овие процеси и проблеми почнат да се решаваат онамо каде што им е навистина местото, тоест помеѓу политичките елити кои што ја започнаа целата оваа рашмонијада во државата. Верувам дека после 25 годишно искуство дека сите ќе станеме на некој начин многу помудри и дека ќе изнајдеме начин навистина да излеземе од рамката и од тесногледоста и на тој начин да се пренесеме себе си и својата енергија навистина со една конструктивна мисла и со еден добар план за тоа како да ги натераме и да ги придвижиме политичките партии во Република Македонија сериозно да се зафатат со работата за која што се зафатиле да ја прават и секако една голема критика до сите оние индивидуи или групации кои што мислат дека со по пат на немири, по пат на узурпација и по пат на деструкција ќе може да дојде до позитивни ефекти. Почитувани мои малите деца во градинките знаат тоа што мислам дека нашите возрастни општествени дејци некако како да се обидуваат да го подзаборават, а тоа е само позитивното раѓа позитивно, само доброто се враќа со добро. Се она што оди на лошо и што оди со негативен тон, многу тешко дека ќе исплива на површина, поготово што оваа квази опозиционерска револуција дефинитивно
дефинитивно веќе одамна разобличена и ги покажува сите слабости на овој концепт. Но затоа и за многу други прашања кои што особено не засегаат нас како политолози, ќе имаме можност во текот на нашата дискусија со колегата Дамјановски да ги разгледаме од повеќе аспекти и секако да го чуеме неговото респективно мислење. Пред се, Александар, ти благодарам за денешното присуство во Концепциона и да ти посакам добре дојде. Ви благодарам за поканата, секогаш ми е чест да гостувам во вашата емисија, да ги искажам своите ставови, како и ставовите на голема група млади луѓе кои што ги делат истите ставови со мене. Александар, ние и друг пат сме дискутирале. Ти се занимаваш со општествено-политичките прилики не само во внатрешен план, туку и регионално, анализираш, следиш, имаш навистина голем широк диапазон на интерес. Оттаму секогаш е навистина интересно и конструктивно со тебе да се разговара и оттаму ценам и затоа ти се заблагодарувам уште еднашка за одвоеното време да дојдеш денеска овој понеделник во Радио Слободна Македонија да дискутираме малку за некои работи кои што мислам дека би требало да ги предочиме пред нашите ценети слушатели. Оттаму јас би почнала од почетокот на некако новие действија, а тоа е секако фамозниот договор од Пржино кој минатото лето четворицата представници на политичките партии, тоест представниците на Социјалдемократскиот сојуз, ВМРО, ДПМН, ДУИ, ДПА го подпиша под присмотра и под менаџмент на големите сили, јас би рекла, тоест под менаџмент на меѓународната заедница со цел да се излезе од драматичноста во која што Западна Република Македонија, апропо минатогодишните случувања со лиферувањето на нелегално прибавените приватни телефонски разговори на многу јавни личности, најголем дел од власта, тоест најголем 99,9%, значи слушнавме снимки на власта, иако морам да потенцирам кога почна целата политичка криза, лидерот на опозицијата господинот Зоран Заев исклучително се држеше до тезата дека во суштина се прислушкувани членовите на опозицијата и неистомислениците на владеачката гарнитура, но како што видовме во текот на следниот период, дека тоа беше еден добар програм, едно добро сценарио кое што на крајот од денот направи навистина Република Македонија да западне во една вистинска политичка криза. Па оттаму ме интересира твоето размислување од тога што сега. Значи вака да почнеме од почетокот. Опозицијата почна да ги пласира бомбите во јавноста. 99% беа бомби, беа прислушкувани разговори од лица од власта. Нема да навлагам во тоа кој прислушкувал, зашто прислушкувал, бидејќи тоа е секи биде шпекулација сега додека не се заврши целата истрага која, значи, се уште никој не може со тврдење да каже дека прислушкувале едните, другите вработени во УБК за една група или за друга група. Проблемот кај бомбите, значи што ги пласираше опозицијата во јавноста, беа што прво селектирани разговори се пуштаат во етер. Значи не се пуштаат сите, се пуштаат селектирани. Работата на СЈО, која што излезе со Пржинскиот договор, беше да ги обработи сите разговори и да почне истраги за тие. СЈО не ги обработи сите, а почна со истраги што покажува еден вид реваншизам кон сегашната власт. Значи проблемот кај СЈО е што го ослободува од притвор Зоран Виружевски, кој што е обвинет за обид за пуч и за шпионажа, бара притвор за градоначалникот на Пустец, кој што делото кој што не е ни обвинет, он е само осомничен. Обвинителство секаде во свет секогаш бара притвор. Секаде во свет работа на обвинителството да го обезбеди осомничениот и обвинетиот да се појави на суд. Значи секогаш се бара максимум за да се добие помалце. Смешна е одлуката на СЈО да бара ослободување од притвор за Вирушевски, што покажа професионалноста на тие 4 дами кои излагаат во јавност, кои што тврдат дека работат во интерес на граѓаните на Република Македонија. Во суштина они самите го покажуваат своето со тоа што предвремено пуштаат од
притвор лица кои што е осомничени и обвинети за тешки кривични дела против државата, значи не се работи за тепачка, се работи за шпионажа, што е и пут што е тешко кривично дело секаде во свет, значи. Друга работа, проблем е што никогаш на никого не му се дозволи да направи увид во тие снимки. Председателот на опозицијата Зоран Заев тврди дека имало 1.050.000 прислушкувани разговори. Од каде да знам дека ја таму нема мој разговор? Зашто мене лично не ми се или значи кога се проверувале разговорите не се види кој све го има и секој посебно да го известа дека негов разговор поседува. Значи ако се 1.050.000 разговори, голема е веројатноста дека има мој ваш разговор, значи на трети лица, значи на обични граѓани кои што да видиме кога не прислушкувале да ја потврдам автентичноста на тој разговор, за подоцна да не биде злоупотребена таа во било каква истрага и за уцена и реваншизам. Кој да стигне до Пржинскиот договор. Значи Пржинскиот договор според мене е нелегитимен договор. Од причина што кој им дал на четворица политички лидери право да одлучуваат во името на сите граѓани на Република Македонија. Колку што ја памтам, мимо устав и закон. Значи после тоа се преимплементира. Колку што ја памтам, никој на избори во програмата немаше дека ќе одлучува во името на граѓаните во сите можни ситуации. Значи, ако толку сакаат, значи да се постигне договор некој, дај да направиме избори. Еве сега ќе црем на Facebook што прочитав статуси некој на лица кои следат проблема. Тиката тврда дека опозицијата тврди дека Груевски и ВМРО ДПМН имаат донесено 100.000, 200.000 гласачи од пустес, дека има фантоми. Океј, можно е да има, не го спорам тоа. Меѓутоа, еве сега овие избори опозицијата ги има поддршката од цела западна хемисфера. Значи буквално од цела Европа, од Америка, од сите држави има поддршка. Ги има ОПСЕ, ги има ОДИХР, ги има МОСТ, ги има еден куп организации. Па сега, ако не можат со цела таа поддршка да направат легални и легитимни избори во државата и да тврдат дека се уште има фантоми, кога избирачкиот список се прочистуваше 4 месеци, по сите можни критериуми го прочистува, значи прво електронски, па на терен. Значи, не знам кога ќе има услови во држава според нив да има, значи кога рейтинг листе ќе вика дека СРСМ ќе победи со 100% на избори. Нејасна е целата ситуација што се бара. Не, Александар, јас мислам дека многу е веќе јасно. Знаеш зашто? Бидејќи тие го поместија терминот 24 април, кој што претходно во собрание го изгласаа како дел од договорот од Пржино, бидејќи сватија дека во април нема да ги добијат изборите. Значи, они имаат think-танкови кои што одат на терен. Граѓаните не им веруваат на опозиционерите. Они имаат бројка, тоа не е мала бројка. Ама не е доволно за да може да прават коалиција и да освојат власт. Ама добро, сега ќе држиме државата во залошто, сега тоа го прави опозицијата. Година и пол од првото објавување на бомби на Зоран Заев, македонската економија трпи. Ја ќе ви кажам приватни бизниси што секојдневно со протестот што беше спиењето пред влада до сегашните протести секојдневно трпат штета. Значи луѓе што треба да одат од аеродром до Карпаш да купат нешто или обратно, или луѓе од центар што треба да одат да завршат работа некоја во било која друга населба, имаат проблем. Луѓето не можат да стигнат и приватните бизниси страдат. И тоа не е проблем само во Скопје. Проблемот се прошири во сите градови во Македонија сега. Значи, имаше еден исто Facebook статус каде што еден човек што многу го ценеме напиша да се молат тие 50.000 од една и од друга страна што протестираат на нас 1,5 милион што ја трпиме штетата година и пол да не ни пукне филмот. Така е. Значи 1,5 милион граѓани страдаат за две политички партии, сега се веќе 4, ајде, сите протестираат за нешто сега. И кој трпи штета? Граѓаните и македонската економија. Партиите се борат,
Значи, едните протести беа со уништување. На протестите тврдат дека се борат против Скопје 2014. Истите тие што уништуваат, Ама го се бунат луѓе дојдени од Ресен. не е битно, ајде, и тие имаат право да одлучуваат, бидејќи тоа е проект на Република Македонија, не е на град Скопје. Меѓутоа, проблемот е што тие кршат, државата не може да остави тоа да седи искршено наредниот ден, значи мора штета да ја санираат одма. И пак си плаќаат. Си кршат и си плаќаат. Како што беше со Порта Македонија. Државата и институциите на државата мораат наредниот ден веќе да ја санираат штета, да се окречи тоа, да се поправи. Народната канцеларија на председателот беше целосно уништена. Кое што е на граѓаните, не е на Значи, председателот. таа не е канцеларија лично на Ѓорѓе Иванов. Значи, таа е канцеларија на кабинетот на председателот на Република Македонија. Таа ја представува институцијата председател на Република Македонија, без разлика кој е председател. Се уништува државен имот кој што е платен од наши пари. Значи, зашто да се уништува нешто? Ја не спорам дека луѓето треба да протестираат. Значи, нормално е. Да, има начини на изразување на револтот. Ако некој е незадоволен, слободно може да протестира во секое време. Значи, и за тоа зашто има дупки на некоја улица се протестира. Ја тоа не го спорам. Меѓутоа, ја го спорам уништувањето на државен имот. А меѓу државен имот, кога се уништува државен имот, се уништува и приватен имот. Значи, беа уништени канцеларии, дуќани, ресторани кршени беа. Значи, која е потребата од уништување? Значи, сега пробуваат да направат револуција, некоја шарена револуција, сега уништуваат со балони полнети со песок. Значи, смешно е. Дека тоа е смислено сценарио, Александар. Тоа е според мене направено од некоја маркетинг агенција, Да. значи Тука има позадина, не е тоа спонтано, случајно дека на 5 луѓе на улица им текна дека денеска ќе маваме со балони и дека целосен пиар се направи со постери, со шаренило, со чудо, значи тоа е, значи тука се гледа колку тие протести не се граѓански протести. Кога има граѓански протести во некоја држава, не излага 10.000 луѓе. Кој има граѓански протести, излага 10% од популацијата, минимум. Значи, тоа се, во Македонија треба да излезат минимум 150.000 граѓани. Значи, кога една политичка партија ќе собере 150.000 граѓани на улица, нема шанса другата политичка опција да прави било што. Значи, кај нас никој не собра 150.000 граѓани, бидејќи нема шанса да ги собере никој, веќе сите протести се партизирани, не се политизирани, се партизирани. Значи, партиите ставаат рака на протести. И во суштина излезе дека директно партиите носат луѓе на протести да протестираат во главниот град и да трпиме штета ние. Што сум ја должен да трпам штета што некој протестира? Во ред, протестира саат време дневно, ќе заврши тоа се. Значи се протестира од 6 до 12 навечер, значи пола ден. Поентата, значи се што беше договорено за пацифизирање на политичката криза беше ставено со подпис легитимно направено во пржено. Влегува пак во парламент. Не легално, не е легитимно тоа. Значи, легитимно кој ќе добијат поддршка од пошироката јавност на избори. Легално е од аспект кога влегува институционално, а тоа беше така спроведено во рамките на Собранието на Република Македонија. Тогаш, например, не чув никој од моите колеги од правниот факултет да излезе со мислење да оценува уставноста на Пржинскиот договор и сите други тракатанци кои што нели сега гледаме дека имаме многу експерти, но за тоа ќе зборуваме во следниот блок. Александар, ќе те поканам да направиме една кратка пауза за реклами и една убава музичка numера и се враќаме повторно назад. Останете со нас. Почитувани, еве не повторно назад, вие сте на Радио Брановите на Радио Слободна Македонија, ова е Концепт со Ина. Денеска дискутирам со мојот помлад колега, председателот на Институтот Республика, колегата Александар Дамјановски за општествено-политичките збеднувања во Република Македонија. Оттаму, Александар, малку проговоривме во првиот блок околу Пржинскиот договор и реалните случувања значи во Република Македонија, даде собствен коментар на и видување во однос на се ова што се случуваше до сега. Сакам да те прашам, еве, кој е твојот став во однос на речиси повеќе од 10 дена председателот на Република Македонија, професор Ѓорѓе Иванов излезе со аболицијата колективната аболиција на повеќе од 50 политички инволвирани
фигури во државата со цел да направи еден пресек на оваа агонија во која што ми се чини живееме под налог на опозицијата предводена од господинот Зоран Заев и неговите ментори, кои нели очигледно беше веќе, ако добро се сеќаваме, дека повторно бараа начин да се фатат за некоја рачка со која што нели ќе направат повторно пролонгирање на предвремените парламентарни избори, тоест пролонгирање на 5 јуни, изборниот процес на 5 јуни. Оттаму ова беше шокантно во првиот миг, значи македонската општествена јавност се подели. Кажи ми го твоето размислување во врска со сето ова. Шокантно беше и за мене, бидејќи ја немав појма дека воопшто председател, јас случајно отворив вести да прочитам и гледам дека председателот прогласил аболиција. Јас сметам дека председателот направи еден обид, шанса за помирување меѓу закрвените страни политичарите. Значи, како што кажав, значи на иста линија сме во размислувањето, како што кажав, Македонија 2 години ја држи некој во заложништво. Значи се гледа секој ден дека голема улога игри меѓународната заедница, односно од западните земји. Значи, председателот кој го гледаше интервјуто на председателот со медиумите, ќе свати дека, значи, председателот имал многу добри информации што се случува во државата и врз основа на тоа донел одлука он да ја спречи до избори, да спречи злоупотреба на институциите во било каква црна кампања против било кого. Значи, тука беа, значи, сега излага дека председателот помилувал 50 лица од владеачката партија и 4 лица од опозицијската партија. Меѓутоа, проблемот е што толку лица се аболирани од ВМРО, а помалку од СДСМ, од причина што СЈО не покренува истраги против лица од опозицијата. Тие снимки, ако воопшто се предадени од Зоран Заев, нивните снимки, не може никој да ми каже дека нема да се најде нешто спорно, било што. Значи, во секојдневната комуникација по телефон ја правам 4 спорни муабети каде што ќе ме изнервира некој и ќе кажам нешто лошо за него, и ако се покрене истрага, ако покрене СЈО истрага против тоа, ја ќе бидам осомничен и може ќе барат притвор и за мене, меѓутоа во постапка да се покаже дека сум јас невин, дека воопшто нема ни обвинение да има. Значи, СЈО не покренува никакви, оправданието на СЈО е дека првите 40 кривични пријави биле поднесени од опозицијата, паради тоа. Значи, не може така. Значи, кога се работи објективно. Или нема да покренувам ништо, нема да кажувам јавно дека не ги обработам сите разговори и не поднесам 150 кривични пријави истиот ден, или значи ќе селектирам да биде од двете страни равноправно до избори. После избори, значи тогаш може да работат како сакат. До избори ти влиеш на јавно мислење на граѓаните. И сега, ако они се сигурни дека до избори ќе има завршеток на кривичната постапка целосно и ќе има пресуди, нека го оправат. Меѓутоа, правниците од СЈО, обвинителите, се свесни дека нема шанса до избори ни да се почне кривичната постапка во суд, а не па да се заврши, што покажува дека ова е политичка игра сега, да се соберат поени и да се намали рейтингот на едната или другата политичка партија. Председателот пресече и кажа, значи тие што се покренати до сега обвинени нема да ги гоните. До избори нема да гоните. После избори слободно ќе се работата. Меѓутоа и одма, значи рипна сите, председателот тоа го направил незаконски. Меѓународната заедница излезе, вика дека председателот го нарушил владење на правото во државата. Дали било кој од меѓународната заедница знае дека истото го направи Нелсон Мандела? Тоа беше првата одлука кога дојде на власт како председател на Јужноафричка република. Он прогласи аболиција за сите, значи некој наш председател со име, презиме, точно. Значи го направи тоа за сите што учествувале во апартеид од едната и од другата страна. Тоа западните сили го сметаат како
полн успех затоа што прва шанса за помирување на закревените страни. Како е таму добро, тука е лошо. 2001 година истото што го намерите не се добри, Александар. Истото го направи претседателот Трајковски по притисок на западните земји. Истите што сега вика дека претседателот работи против владењето на правото. Значи, претседател Трајковски ги аболираше сите што учествувале во конфликтот 2001. Значи, обвинети лица за тероризам, не за злоупотреба на службена должност и луѓе кои што знаеме дека убивале цивили, кои што значи се живувале, ги помилува сите работници и слично, така е. Значи ги помилува сите. Тогаш не беше проблем тоа. Истото го направи претседателот Бранко Црвенковски за помирување на закрвените страни, за опозицијата да се врати во собранието, за случајот Глобал го аболираше Зоран Заев. Како во сите тие три случаи владење на правото има, меѓутоа кога ќе го направи претседателот сега, нема владење на правото. Што правото се менја секој ден со секој различен претседател, различно е тумачењето на владење на правото. Мене тоа не ми е јасно како Александар, функционира. Јас кога доаѓавме на кај радио, ти имаше една добра констатација тука, затоа ќе ти се уфрла малку. Имаше, значи, многу добар коментар во однос на третментот на меѓународната заедница генерално кон нашата држава во актуелниве времиња. И евидентно е дека тие не само што не покажуваат респект кон нашите владеачки структури, туку и се дозволуваат да ги преминат границите на она што нив со конвенциите меѓународни им е дозволено. Значи, меѓународното право, и тоа го каже и претседателот во интервјуто, е децидно. Значи, странските дипломати не смеат да се мешаат во внатрешните работи на државата каде што се гости. Они се гости тука. Значи, Бейли и Орав ќе бидат туку уште година-две, ќе си одат оние во Америка. Проблемите ќе ни останат нас. Тој другиот во Естонија ќе оде. Значи, едниот во Америка, значи, не е проблем, во они ќе си одат па ќе ги пратат некаде пак. Значи, не може мене да ми ја диктира внатрешната ситуација странец. Ако граѓанот е незадоволен, граѓанот ќе го искаже тоа на избори. Ама очигледно е дека тие ги водат сите овие Ама проблемот е активности. Истите тие викаат дека изборите претходно биле фалсификувани, биле нелегитимни, биле нелегални. Истите тие излегоа тогаш, значи ОПСЕ и ОДИХР кажаа дека сме имале најуспешни избори до сега, со минимални инциденти. За денот на изборите, така Они беа тие што вршеа надзор на избирачкиот процес. Значи, не може истиот тој сега да ми вика тоа пупу не важи. Значи, ова е сега несериозна работа и од странците. Денес важи, утре не важи. Решете се, изборите биле во ред, не биле во ред. Не може да се решат, бидејќи тие знаат дека се помина во најдобар ред. Проблемот е што ки знаат и цифрите, ми се чини, Александар, значи, дека не знам колку целата време оваа кампања имаме до наредниот блок да кажам една теорија. Слободно. Значи, ја мислам дека целова ситуација што се направи е, значи ова го имам дискутирано со повеќе луѓе, значи ова целото што се направи после изборите кога ВМРО-ДПМ доби 61 пратени. Кога има апсолутна власт во собранието. Тогаш странците го свртеа грбот на власта и сега е обид да се намали рейтингот на Груевски за да ја држат државата под контрола. Значи, државата е заложник на странците. Значи, ние немаме тука право да одлучуваме сега, бидејќи ќе го притиснат Груевски, ќе го притиснат Заев, ќе го притиснат Ахмети, ќе го притиснат Тачи и они одлучат што ќе премени. Груевски и Иванов не може лесно да бидат притиснати. Паради тоа значи, сега според акцептибилноста на Заев е многу поголема. Ради тоа според мене сега, значи и на тие, како што се Лиле Поповска, Павле Трајанов ги гледаме едни по други како излегуваат. Не ги ни коментирам затоа што смешно е нивното однесување.
Значи Ама очигледно е дека под притисок на меѓународниот фактор во соработка со амбасадите. Јас сметам дека направија еден дека не е ни притисок, преседан. дека кај нив све личен интерес. Не. Значи дефинитивно Тоа се работи тоа за се- соработка значи- со амбасадите. Значи Дефинитивно, значи ова неколку се извинувам Александар, еве во интереси на македонските слушатели, од неколку релевантни мислам фактори кои што се и во да речам во тие партиски структури на Павле Транов и на Лиле Поповска ми е потврдена истата информација, бидејќи мене ме чудеше, знаете, Павле Транов има министри, заменици министри, функционери кои што се активни цело време во извршна Значи, власт. видете, тоа што Истото се случува и со Лиле Поповска. Рейтинг Тие листите, се сега ќе ви кажам. главните опозиционери, Рейтинг- кои што никогаш немаат да влизат у парламента, Да. не беше коалицијата со ВМРО ДПМН. рейтинг Тоа листе само странски покажуваат фактор може да влија. Рейтинг листе покажуваат дека Павле Транов и Лиле Поповска нема шанса да освојат пратеник последните 4 изборни циклуси, Така. нема шанса да освојат пратеник. Апсолутно истото Значи го они мислам. како коалициони партнери беа наградени од власта и им беа дадени второ и трето место на пратенички листи за да влезат претседателите на партиите. Тоа се претежно човек партија, што има 10 луѓе во партијата и тие 10 луѓе ќе си ги вработат. После ќе им дадат позиции да бидат мирни. Лиле Поповска е личност што е крајно несериозна и крајно коруптивна. Значи Лиле Поповска имаше коалиционен партнер, партија на зелените, кога она си беше само дом. Најнашка го зима името на коалициониот партнер, да го уништи коалициониот партнер нејзин и се прекрстува во дом зелена опција. Значи Лиле Поповска со зелените од Европа немала никаква комуникација никогаш. Значи никогаш. смешно е нејзиното Па таа се откина од однесување. јадрото на Петар Гошев и на овој како беше претходниот градоначалник, ке ми простите, на Скопје. Трифун Костовски? Не Трифун. Ристо Пенов? Простете. Да, таа практично на нив прво им зададе удар со тоа што кога си процени практично се одвои им одзема голем дел од кивото во центарот. Човек партија, не знам ни која финансира, очигледно странски пари се. Меѓутоа Значи, она ама она самостојно има во извршна власт уште активни функционери, Александар. има и сега, значи А таа зборува за владење на правото и за диктатура во државата. А незиниот зет е во затвор поради фаланга. Поради продавање сега- на артефакти со државата. нема да коментирам знаете, такви смешни лица како Мислам, што се Лиле Поповска и Павле Ама тие Тренов. создаваат фамата дека нели заедно со тоа мене знаете кој е најголемиот проблем во целава ситуација? Она што најмногу ме иритира, можеби е утопизам, можеби станува збор за идеализам. Јас сум непоправлив идеалист, но во принцип многу ценам кога луѓето имаат образ. И кога ќе ја сменат, значи можам јас да го сменам мислењето, во политика 2 и 2 не се 4. Но доколку го менувам и политичкиот став или политичкото кормило, направи го тоа на транспарентен начин, повлечи си ги функционерите, покажи си ги чистините, покажи си ги транспарентно сите работи што ти си ги направил лично, па тогаш биди таму каде што сакаш да бидеш. А не може на 5 столици да се седи да се зборува за диктатура, тоа е цинам навредливо, затоа ги спомнав. Во Македонија, ја ќе ви кажам дека може некој од помалите партии како ВМРО Веб, дека они политичка идеологија немаат партиите кај нас. Значи немаат идеолошка матрица по која се водат. Значи десницата треба да биде десница и изиграва левица, левицата што треба да биде левица изиграва десница кај нас и обратно се мешаат цело време. Нема идеолошка матрица што викаат ние сме за тоа, а за другите прашања одлучуваме на време. Кај нас, значи, нема основни критериуми по кои што се водат било која од поголемите партии. Значи, се водат според интерес. Во Америка, пример, се знае републиканци што се знае демократи што се знае дека републиканците се за задржување на семејни вредности, дека демократите се за либерализам повеќе, за хомосексуални права на малцинства, така, значи тоа е, ама оние по тие работи се водат во целокупно владење. Но имаат национален консензус секогаш. Значи национален консензус, значи они се декларираат како десница, овие се декларираат како левица. Граѓаните што поддржуваат тој ги поддржуваат тие што поддржуваат тоа ги поддржуваат другите. И тоа е така треба да функционира. Кај нас го нема тоа. Кај нас сите, ја ќе ви кажам дека и од владеачката партија, дека и од опозицијските партии, дека
минимум половина од луѓето што имаат партиски книшки дека се земени од личен интерес да бидат вработени од било која партија. Дека кај нас луѓето не се водат според сопствената идеологија, туку се водат според економскиот просперитет личен. Ама тоа го направи партизацијата кој што веќе Значи, говоревме и тоа е граѓаните- мина труд и кој што сега- ќе мора и да го сега- менуваме како општество. Тоа се едни од функционираше критиките. така и тоа се крајно, значи се вкорени кај граѓаните последните 2 години. Значи кризата што е наметна опозицијата со бомбите, значи доведе граѓаните да се поделат максимално. Значи граѓаните се поделија меѓу себе. Значи јас знам дечко и девојка се караат за политика. Зашто треба нив да име гајлето? Значи Ма не може фамилии не разговараат заради различен политички став. И тоа е, значи, и ги Тоа е поделија, страшно. ги поделија граѓаните. Страшно. Што се постигна? Еве, и да дојде Заев на власт на 5 јуни, пошто нема да пошто тврди дека нема Па не нема може да да оди на освои избори. власт, за тоа не ќе да излезе. Ама од кај знае дали ќе освои Па знаат бројките. власта? Сите рейтинг листи покажуваат едно се случувало да има промена. Граѓаните не, тента да одлучат, значи Не може таков Значи рейтинг силен листи трансфер кажуваат да се случи, поголем Александр. рейтинг за ВМРО, помал рейтинг за СРСМ. Меѓутоа е голем процентот на неопределени сега. Така е, ама Значи, они не сакаат на несигурно. Не им страфиме. Значи тоа како е тоа почитување на правото тогаш? Па не ги почитуваат значи, кој не го правата. почитува правото Ама тогаш во Александр, државата? па видовме во Македонија кој навистина има национален интерес да направи нешто за државата, кој не. Зоран Заев има една фамозна изјава поради која што јас навистина не можам да имам доверба во тој политички фактор. Еве, што кај мене предизвикува. Ја не можам да Александр, имам само доверба. да го кажам, на пример, се извинувам, даде изјава дека живи луѓе ќе јадат кои ќе дојдат на власт. Значи некој да јаде живи луѓе, било кој. Значи извини, јас на таков човек не би му дала никогаш власт. Дека го Јас ги оправдам. почитам сите што не размислуваат како мене. Тоа се трибини партиски каде што Не, таква изјава не смее да се даде. Имало многу други изјави каде што он на пресконференција прво го крши законот. Значи свесно го крши законот. На пресконференција свесно шират лаги и на пресконференција и во собрание, значи прават криминал. Значи на тие луѓе не може да им се. Што правеле на партиски трибини, што кажале тоа, значи на партиски трибини се кажа се и се што за членовите да бидат срекни. Ама живи луѓе да јадеш, тоа е малку садомазо, како да може ти му кажам, извадени против својот и од народ. контекста, А не знаеме, не сум бил присутен. Меѓутоа, значи тој човек прво секој ден се коси сам со себе. Сакам избори, ама да има избори кога ја ќе сакам да има избори. Добро. Вика дека од Пржинскиот договор не е исполнето ништо, тоа беше пред 3-4 дена на пресконференција. Тврди, ја пратеваш, од Пржинскиот договор е исполнето скоро све. Значи, апсолутно. Министри нивни влегоа во владата. Премиерот тогашен Груевски институции се создадоа, Премиерот Александр. тогашен Груевски си поднесе оставка не 60 дена пред избори, значи 60 дена пред првите планирани избори. Што требаше Груевски да се врати на ред? Нема избори, па ќе се одам премиер. Не, си го почитува своето, сум си поднел оставка, до избори нема да бидам премиерија. Значи втората работа што ја бара они и исполнете. Прочистувањето на избирачкиот список, значи во дикција имаат своји членови, ставија професионалци, дикција заврши работата, завршена. Сега има нови барања да се направила техничка влада, а оваа влада каква е сега? Партиска влада? На ВМРО ДПН владата? Проширена, надоградена, како е? Проширена, надоградена, доправена, направена. Значи смешно е. Сите критериуми се исполнети веќе. Да беа изборите на 24 април, како што беа, ни председателот ќе потпишеше аблица, немаше да има потреба, ќе си беа на време и изборите. Све ќе си беше во ред, кој доеше на власт, ќе си владе, меѓутоа, значи ќе си владе според закон. Кај нас сега доаѓа еден политичар и вика, значи ја ќе држам државата во залонче додека ја не бидам среќен. Кој е Зоран Заев да биде он среќен? Значи ВМРО ДПМН дојде на власт 2006 година од една и единствена причина. ВМРО ДПМН направија како политичка партија направија тргање на старите кадри
и носење на нови кадри. Целосна трансформација. Целосна така. трансформација. Ради тоа граѓаните го сакаат тоа. И Донесува второ, млади лица. на СДСМ граѓаните им беше преку глава од лажните политички ветувања на Социјалдемократскиот сојуз. Тоа Во и 2002 најбитно до беше 2006 видовме дека на вистина тие потврлија по сите основи. Од 2002 до 2006 се сменија тројца премиери, Така се е. направи хаос, така да тоа и влијаеше и не толку колку што довербата се створи во ВМРО НПН затоа што го сменија целокупниот кадар. СДСМ никогаш не го направи тоа. СДСМ истите луѓе владеат од 92 година. Значи, истите луѓе што ја уништуваа државата, истите што беа во власта за време на војната проширената влада, истите што до 2006 владеа, значи истите луѓе владеат уште. Народот е свесен дека тие луѓе, значи не може човек што бил оставен на улица 90 години од тие луѓе да ги гласа нив. Тоа е, мислам, многу смешно да го бара некој. Додека СДСМ како партија ги почитувам, значи треба да има здрава опозиција. Така, апсолутно, секогаш се залагаме треба за тоа, да Александар. дојдат на власт. Власта мора, според мене, власта мора да се менува од време на време. Меѓутоа, не може истите луѓе да доаѓаат на власт цело време. Значи, СДСМ мора да направат од корен чистка кај нив прво. У СДСМ има многу квалитетни кадри, професионалци, кои што си ја знаат работа, кои што се честни, кои што се поштени, кои што не Ама не може да кои што дојдат не им до е прљав површина. образот. Не им можат. дозволуваат. Не. СДСМ е елитерска партија каде што 10 души владеат со цела партија и тие 10 души одлучуваат цело време. Александар, јас тука ќе те прекинам, се извинувам, ќе мора да направиме уште една пауза за реклами и еден можеби убав музички блок и се враќаме назад да одјавиме емисијата. Драги мои, ве сме повторно назад. Вие сте на Концепција на Радио Слободна Македонија. Денеска навистина имаме една плодна дискусија со мојот колега Дамјановски. Верувам дека на сите ви беше интересно и дека го задржавме вашето внимание. Знам дека овие работи честопати се говорат и во помеѓу, нели, меѓусебно ги разменуваме, но и нели во однос на тоа сеопштата слика која се прикажува од различни општествено-политички агли, исто така одредени сегменти се зафаќаат. Она што е нашата цел и мојата цел како автор на Концепција е да разбудам чувство за инволвираност на секој поединец и таа порака да допре до сите нас со цел да навистина направиме еден јасен пресек помеѓу она што ни се наметнува и она што навистина нам ни е неопходно, како и нели секако да испратам пораката за тоа дека ние мораме навистина да живееме едни со други и треба да најдеме начин како да ги амортизираме и дел од овие политички елити кои што се занимаваат со сопственото доаѓање на власт наместо со интересите на граѓаните, да се трансформираат, да ги поттикнеме, да ги мотивираме новите процеси кои што треба да почнат од, како што каже Александар претходно, внатре во нивните партиски номенклатури. За сосема за крај, Александар, кој е твоето очекување за случувањава кои што не чекаат во наредниот период? Еве, пред нас е мај месец, треба веќе да почнеме со подготовки за предвремените парламентарни избори. Ја погледнавме сликата во опозицијскиот блок, гледаме како таму работите на што се вели на боксови се тераат да не се оди на избори. Видовме дека и меѓународната заедница доста навива овој процес да се одолговлекува, намерите можеби во иднина ќе ни бидат уште појасни, ние можеме сега само да шпекулираме, но вака кои се според тебе највидливите очекувања? Мои реални очекувања се познавајќи го македонскиот народ дека све ќе се заврши во јуни. Македонскиот народ се бори и бара нешто до одмори. После одмори кај нас се заборава за кризи, за проблеми, за било што. Тоа е добро што и изборите се на 5 јуни. На 5 јуни кој и да дојде на власт, ќе дојде граѓаните ќе одлучат кој ќе дојде на власт. Груевски не е помоќен ни од ОПС, ни од ОДИХР, ни од меѓународната заедница целосно заедно, па да може да ги контролира сите избори во државата. Значи, сима меѓународни организации кои што ќе го следат избирачкиот процес, кој дојде на власт дојде. Значи, меѓутоа битно е, после тоа дека граѓаните воопшто ќе забораат дека имало криза, некако ќе памтат нешто, имаше проблеми, меѓутоа кога 2 месеци нема ништо да се случува во државата, ќе се олади целата ситуација.
Добро што денеска врне, па се надам дека нема да има протести, па ќе видат проводно грејаните да може да си ги завршат работите. И мислам дека опозицијата ќе се појави на избори. Свесни се дека ако не се појават на избори, тоа ќе биде за нив уништување целосно. ВМРО-ДПМН ја направија таа грешка 90-ти години, не одеа на избори, па после владееше хаос во државата. Ја мислам дека СДСМ ќе бидат притиснати да се појават на избори, ќе се појават како ќе поминат изборите, не ќе да проблем бидејќи ја не правам анкети. Да, ќе видиме во наредниот период. Има анкетни агенции кои што ќе го испитаат јавното мислење, па ќе имаме некаква проценка каква ќе биде ситуацијата. Само се надевам дека конечно сега ќе почне да се работи работа како што треба, доколку Уставен суд не одлучи дека е неуставно, што според мене е. Според сите експерти е, само не кажуваат. И ќе ги јавно ги замолам сите политички партии да прекинат да коментираат одлуки на Уставен суд. Како што не се коментира одлуките на Уставен суд за законот за трето дете, субвенција за трето дете, таа одлука не смееше да се коментира, и законот за веронаука, така нека не ги коментирате и сегашните одлуки на Уставен суд. Уставен суд е институција, е највисок суд во државата, кој што одлучува дали нешто е уставно или не. И нема што некој да излага јавно да коментира дали истите што бара да не се коментира тогаш одлуките на Уставен суд, сега ги коментираат. Значи, да прекинат да бидат дволични политичари. Дајте, ако еднаш сте кажале едно, држете се до тоа до крај. Образот, како што рековме, тоа е најважно. Александар, тука ќе мора да завршиме емисијата. Се плашам дека наскоро влегуваме во терминот за вести. Уште еднаш големо благодарам за одвоеното време и се надевам дека наскоро повторно ќе имаме можност да дискутираме. Се надевам на некои многу поведри теми, поафирмативни, така натаму. Се надевам и јас дека побрзо ќе заврши и дека ќе можеме да правиме за интересни работи, за глобални работи, а не за дневни политики како што правиме сега. Се согласувам со тебе, уште еднаш благодарам, почитувани слушатели. Еве вака овој 25 април 2016 година ја завршувам мојата емисија. Ви благодарам за поддршката и за вниманието кое што го посветувате. Ви посакувам да имате успешна работна недела за православните христијани. Ова е посебно значајна недела бидејќи се приближуваме конечно кон крајот на великденските пости и кон прославувањето и честувањето на големиот христијански православен празник Великден. Бидете ми здрави, живи, среќни, весели, сакајте се меѓу себе и да веруваме дека наскоро ќе се расчистат овие темни облаци над нас и дека ќе имаме многу повеќе време за многу покреативни и поинспиративни нешта со кои што ќе си го исполниме нашиот живот и ќе можеме да секој од нас да дадеме собствен придонес за развој на Република Македонија. Радио Слободна Македонија е трговско радиодифузно друштво. Јас сум доктор Иванка Додовска, уредник и водител на емисијата Концепт Соина. Денес е 25 април 2016 година, продукција Радио Слободна Македонија. Концепт Соина е интерактивна емисија во која авторката и водител Иванка Додовска разработува актуелни теми од современото македонско општество. Емисијата има за цел да прерасне во вистинска работилница на знаење и размена на искуство од областа на политиката, образованието, историјата, религијата и безбедноста, кои ќе имаат позитивно влијание врз развивањето и унапредувањето на општествениот диалог кај слушателите. Концепт Соина. Понеделник од 17 до 18 часот на Радио Слободна Македонија.